Драги ученици, што е тоа легенда? Легендите се прераскажувале усно, а со текот на времето почнале да се запишуваат. Најчесто се прераскажувале навечер, покрај оган, во природа или во домовите. Легендите се приказни во кои што главните ликови најчесто поседуваат некоја неверојатна супер сила. Ликовите може да бидат реални или нереални. Реални ликови се оние кои што се живи или некогаш биле живи. Нереалните ликови постојат пак само во приказните. Или можеби не е така. За нереални ликови се смета Марфи Компирката од романот за деца Легендата за Марфи Компирката. За нереален лик се смета и Неси, чудовиштето за кое што се верува дека живее во езерото Лох Нес во Шкотска. За жива, вистинска и реална легенда се смета славниот фудбалер Пеле. Постојат два вида легенди. Легенди кои што раскажуваат настани, кои што представуваат само верувања на луѓето. И за нив не постојат факти. А постојат и легенди кои што раскажуваат вистински настани. И за нив постојат факти. Што мислиш? Која е вистинската легенда? Дали онаа за чудовиштето од езерото Лох Нес или онаа за славниот фудбалер Пеле? Легендите најчесто раскажуваат интересен, мистериозен настан. Настан поврзан со животот на некоја личност. Или пак настан поврзан со создавањето или откривањето на некој град или воопшто место на нашата планета. Се верува дека во водите на езерото Лох Нес во Шкотска живее мистериозно чудовиште кое што луѓето нагалено го нарекле Неси. Децата многу го сакаат, па за Неси постои цела продукција на приказни и филмови. Ова верување станало се попопуларно откако на 4 август 1933 година Џорџ Спенсер, маж од Лондон, изјавил дека додека се возел со мотор покрај езерото Лох Нес, видел чудовиште налик на преисториски змеи со долг врат. Многумина веруваат во легендата поврзана за овој мистериозен настан. Славниот фудбалер Пеле поседувал неверојатни фудбалски вештини. Тој умел да ја дриблат фудбалската топка од едниот до другиот крај на стадионот, да ја одржува топката во воздух, самостојно да ја дочекува со нозете и притоа да даде гол. Луѓето започнале да веруваат дека вештините на Пеле се некаква таинствена суперсила и затоа личноста на Пеле се смета за легенда. Доколку те интересира фудбалот, ти предлагам да поидеш на YouTube пребарувачот и да впишеш со кирилични букви Пеле, легенда на фудбалот. Ќе можеш самостојно да погледнеш видеа во кои што ќе ја видиш на вистина чудесната моќ или вештина на Пеле. Легендата пак за откривањето на градот Охрид, но и на самото име Охрид, поврзана е со царот Самуил. По славна битка, царот Самуил и неговите војници пешачеле долго, барајки за солниште од долгиот пат и жешкото сонце. Одејки во правецот каде што денес се простира денешниот град Охрид, тие најпрвин забележале еден голем рид. Ох, рид! Радосно извикал царот, уверен дека на ридот кој што го здогледал, тој и неговите војници ќе најдат на одмор и убава сенка. Така и се случило. Царот Самуил ја изградил својата тврдина на ридот, а се верува
дека градот што подоцна бил создаден под тврдината го добил името Охрид заради спојувањето на двата збора од извикот на царот Ох, Рид или Охрид. Доколку легендите те заинтересираа, можеш да ги пронајдеш легендите кои што ги спомена во енциклопедиите или пак на Google пребарувачот. Прочитај неколку легенди. Побарај енциклопедија или книга со легенди од твојата библиотекарка. Исто така во Google пребарувачот со кирилични букви само впиши наслов на легенда која што би можела да те интересира. И предлагам да ги прочиташ легендите за девојката по име Дојрана и настанувањето на градот Дојран кој првично се викал Полин. Легендата за камените кукли од местото Куклица. Легендата за настанувањето на планината Етна во Италија, но и легендата за Тарзан. Дали Тарзан е навистина само лик од цртен филм или можеби нешто повеќе? Уживај во откривањето на легендите. Ти посакувам убав ден.